Како што информираат од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, крајниот рок за аплицирање до 20 февруари оваа година, а барањата се поднесуваат по електронски пат. Средствата се наменети за инвестиции за набавка на нови основни средства, оперативни трошоци поврзани со набавените средства и останати трошоци предвидени со програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година. Ќе започне објавата на националната програма со две мерки. Тоа е мерката 112 и мерката 121. Сите оние кои што произведуваат житарици, знам дека поголем дел овде од присутните произведуваат ориз, можете да аплицирате на националната програма мерка 121 за набавка на механизација, при што повраток на почетна инвестиција е меѓу 50 и 75%. Значи, ако инвестирате 10.000 евра, до 7.500 евра ќе може да ви бидат вратени. Другата мерка е мерката 112, за сите оние млади земјоделци меѓу 18 и 40 години следува грант од 10.000 евра. Сите оние што се занимавате со земјоделие или сакате да започнете да се занимавате со земјоделство, оној што ќе инвестира во земјоделството до 10.000 евра, односно 600.000 денари, тие средства 100% ќе ви бидат вратени. Потребно е само да има апликации, има доволно средства обезбедено, но потребно е да има апликации со цел да може да ги искористите бенефиции на владата. Финансиската поддршка се исплаќа по принципот на кофинансирање на завршени и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци за инвестиции, доколку поинаку не се определени. Ставката на кофинансирањето се зголемува во случаите кога барателите се млади земјоделци, кога земјоделските стопанства се лоцирани во подрачја со ограничени можности и недостапни рурални заедници до висина од 75%. Право на користење на средствата имаат земјоделски стопанства запишани во единствениот регистар. За регистрација во системот, сите заинтересирани странки потребно е да ги ажурираат сите податоци за земјоделските стопанства запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.